околу 10 часот дошле група тука и на брат ми постариот, кај сте бе шиптари, што барате овде, што не сте излегле да гласате, ова е Радишани, овде од тука треба да се иселите. Група од штабот на ВМРО. И после тоа, толпата група биле околу тука ние трговскиот центар, значи тоа организирано било. Никој ништо не сме знаеле, све со деца, жени тука натре сме биле. И само слушнавме шиптари, цела група и настанот кога излеговме ние другите наврата, гледаме луѓе како лупат у врата, тоа ги мават со шипки. Еве имаме у болница носени 4 луѓе плюс стара мајка околу 80 години со кола, БМВ кола, трчал, значи возејќи, дошол директно у ограда, у врата, двојца браќа, двојца внуци ги прегазил и на мајка ми. И освен тоа и со боксови на мајка. След тоа, не им беше доста, директно натре да влезат. Директно натре и меѓу нив едниот на брат ми со пиштол да го гадја. Не знам како сам го турнал некако, дека толпа беше голема и пукна едно-две куршуми. После тоа една возило, мислам, беше полицајско. Сега точно не знам, дека беше многу лошо моментов. Не застана тука, меѓутоа дојде после некое време полицијата, у презент на полиција и возилото на брат ми у третовар го скршија. Значи и полицијата тука беше и не бегат само тука околу Трговски, ова е Радишани, шиптари, а тоа што го велил, не знам. По моје, као граѓанин на Македонија, би бил добра, пошто таа е наша министерка, би бил добро да си дојде во лице место. И ние сме нивни луѓе. Ние не сме дојдени од Тангузија. Ние сме тука над 40 години. Значи староседелци сме тука. Може да дојде таа, ти викам пак, ако е така, мислам, по моје, наша министерка би требало да дојде да види, а не само да даде една изјава, тоа било сообраќајна незгода или како рекол. Не знам, и тоа е тоа. И сликата, може ги земавте и сликите ќе покажуваат све што е вистината. Еве мајка ми пошто трчил, еве видите мајцата све у крв тука и може моментов мислам дека у болница пак отишол детето е крпан во војна болница. Ете за нигдова со крв, еве зашто трчал мајка ми тука у врата за да го спаси детето. Еве гледајте, убаво гледајте. И плюс не му давал да го влече, го удри со кола. После тоа не му беше доволно со пиштол.